Зошто бабата би се чешлала ако селото гори? Може би затоа што нема план што друго да направи. Плановите за заштита од пожари, како и од поплави и од други природни или човечки несреќи треба да бидат дел од нашето секојдневие. Но не се. Може ли да се замисли некој да купува нов мебел, телевизор, електрични апарати, теписи, да ги бојадисуваат зидовите, да става слики, а да нема покрив или прозорци во домот? Или да има нестабилна електрична инсталација или пропустливи водоводни цевки? Логиката вели дека прво треба да го заштитиме својот дом, да го направиме сигурен, да предвидиме какви опасности може да има и како да се справиме со нив, па тогаш да вложуваме во други удобности. Истата логика што важи за домот треба да важи и за целата општина. Вложувањата во улици, паркови, пешачки патеки, иако се потребни и корисни, може да бидат залудни ако една општина не се заштити од опасностите што ја демнат. Играта меѓу луѓето, заедниците, општините и елементарните непогоди е како партија шах. Треба внимателно да се процени позицијата и да се предвидат сите опасности, да се процени која фигура од каде може да нападне, што може да се стори за да се спречи тоа, или како да се постапи ако таа сепак нападне, за последиците да бидат што помали. Секоја општина што има реки или планини и што има историја на врнежи, може да предвиди од каде ќе и дојде следната поплава, по кој пат би се движела водата и што може да загрози. Така може да се направат и мерки за заштита и планови за евакуација, кои веднаш би се примениле. Секаде каде што има шуми треба да има планови за справување со шумските пожари. Онаму каде што има тешка индустрија треба да се предвидат опасностите од хаварии. Додека некои опасности бараат планови за итна реакција, други бараат добри подготовки. За да се справиме со сушата, потребни се резерви на вода и планови за внимателно користење. Пред се општините треба да внимаваат да не создаваат дополнителни опасности од оние што веќе ги имаат. Кога прават планови за нови населби, ако предвидат високи згради со лавиринт од тесни улици меѓу нив, веќе создале ризик, бидејќи интервентните возила ќе треба да се пробиваат низ бетонската шума. Ако немаат управување со отпадот и само го носат надвор од градот, создале еколошка бомба што само ја хранат додека не ги загрози сите. Некои велат не се бега од судбината, други дека судбината треба да ја земеме во своји раце. Меѓу овие две крајности, на целосна контрола или целосно предавање на околностите, постои огромен спектар на можности. Затоа од нашите локални власти треба да бараме и да очекуваме да имаат планови за намалување на ризици од несреќи и катастрофи. Без тоа, се друго што ќе направат, како патишта, паркови, инфраструктура, лесно може водата да го однесе или огнот да го изгори.